Добро дојдовте директно. Серијата изборни дебатни програми на Телма и продолжува. Денеска сме во Куманово, најголемата општина во земјава, каде ќе дебатираме со кандидатите за градоначалник од овој град. Правилата на дебатата претходно се поделени на учесниците. Од 7 кандидати, 5 ја прифатија поканата да учествуваат на дебатата. Мои денешни гости се Виолета Арсовска од коалицијата Искуство за успех. Добар ден. Добар ден. Максим Димитриевски од ЗНАМ. Добар ден. Добар ден и поздрав до вас и до гледачите на Телма. Мартин Костовски од Социјалдемократскиот сојуз. Добар ден. Благодарам, поздрав и благодарност за поканата. Горан Стојковски, група избирачи. Добар ден, благодарам за поканата. И Мирослав Петковиќ од Левица. Добар ден. Добар ден и благодарам на поканата. Кандидатите имаат право на 1 минута одговор и 30 секунди реплика и контрареплика. Дебатата ја одржуваме тука во Куманово, во занаечискиот дом на плоштадот со присуство на публика. Благодарам на сите што дојдовте и ќе ве замолам достоинствено да ја проследиме дебатата. Јас сум Младен Чадиковски, гледате директно избори 2025, почнуваме. Куманово со години важи за град со голем потенцијал, но и со големи предизвици. На почетокот една генерална оценка, дали сметате дека Куманово оди напред? Арсовска. Сметам дека Куманово не оди напред затоа што една општина која има 48 населени места и некаде површина од 509 километри квадратни, нема економија, нема индустрија, нема развој, 30% иселени луѓе со тенденција уште 10 да се преселат, да се иселат до нова година, така да нема просперитет. Има разочараност кај луѓево, депресија и не гледам излез. Можеби некој ќе каже дека е добро во Куманово, меѓутоа не сакам да се повторувам. На претходниве дебати реков дека за мене Куманово нема иднина. Ако не се престроиме, ако не работиме да ги решаваме проблемиве, мислам дека едноставно ќе потонеме и многу поголем дел ќе се иселиме и ќе бидеме уште подолу од дното. Подоцна и за начинот на решавање на проблемите. Димитриевски, вие сте градоначалник веќе 8 години. Ете вашата визура на тоа што се случува тука. 1 минута. Куманово преживеа една тешка криза во последните 30 години. Од 2017 нааму драстично се менува. Проблемите ги имало и ќе ги има. Моја работа како градоначалник е да ги има што помалку. Не се согласувам дека нема перспектива, работиме интензивно. Над 800 проекти во Куманово се реализирани, тие се ставени во овој отчет. Не е црно како што некои сакаат да кажат. Куманово е еден од најперспективните градови не само во државата, туку и во Југоисточна Европа, особено со изградба на двата нови коридора 8 и 10, и Куманово ќе продолжи да се развива и индустријата по примерот на индустријска развојна зона Новини и Речици, која што ја трансформиравме од едно земјоделско земјиште сега во моментов најинтересно место за инвестиции во Македонија, вклучувајќи го и ова место кај што сме денеска тука, како што е со комплетна аудиовизуализација реконструирано по тој тип и тие 800 проекти ќе продолжиме да го градиме. Од која ќе заврши кругот, ќе имате право на реплика и контрареплика. Костовски? Максимално, Куманово е запоставен град, Куманово е град на апатија, Куманово е град на летаргија, Куманово е град што само Максим Димитриевски преку неговите розови очила го гледа и објавува некакви книжчиња со проекти. Јас и на минатата дебата кажав доколку ги пресметате 8 години со 800 проекти пута 365 дена, излева дека на 3,5 дена Максим имал еден проект. Тоа е ноторна невистина и тоа е факт што кумановците го гледаат. Куманово заслужува да се врати на смевката, заслужува да се врати ентузијазмот, да се тргне онаа статус кво ситуација, бидејќи од трите кружни тека што ги направи Максим, Куманово заглави во магично вртење во кружните текови. Еве и денеска гледаме дека пола администрација на Максим Димитриевски е тука присутна. Го повикувам јавното обвинителство, ДКСК, ја повикувам изборната комисија да провери дали овие луѓе што се денеска во публиката од страна на локалната самоуправа имаат пријавено во своите работни места, односно на своите раководители да присуствуваат на денешната дебата. Партизација, стагнација, летаргија, ужас во Куманово изминатите 8 години. Меѓутоа работиве ќе се менуваат после 2 ноември. Благодарам. Благодарам. Само да напоменам дека сите кандидати имаа можност во публиката да повикаат дел од своите поддржувачи и тоа беше за сите дозволено. Господин Стојковски.
Јас лично, моите пријатели, моите поддржувачи од тимот Ред за Куманово, имаме една повеќе димензионална релација со Куманово. Го сакаме овој град и кога не го препознаваме како сега. Го носиме овој град со нас и кога го напуштаме. Сите имаме пријатели, другари, роднини кои што одат на странство за жал, но сепак првото прашање им е што се случува во Куманово. Сето ова наша политичка активност во овој момент е токму поради тоа што Куманово пред се не го препознаваме. Куманово моментално го обележуваат руините од тип на Кристал, од тип на Пионерски и Икс други, кои што никој не најде за сходно да ги реши. Во смисла, немаме ингеренции, не е под наши ингеренции, немаме право да влегуваме таму. Куманово заслужува нешто многу поинако. Куманово моментално можете да го најдете во секој роман од Алан Форд. Кој има читано Алан Форд, ќе го најде Куманово буквално во секој улица и во секоја страница од овој стрип, кој што е една софистицирана критика на капиталистичкото општество. Благодарам. Благодарам. Господин Петковиќ. Добар ден. Првин би се осврнал на... Јас сум најмладиот кандидат за градоначалник на овие избори на Куманово. И првиот повикав на фер изборна кампања и коректна изборна кампања, посебно повикав на конструктивна изборна кампања. Жал ми е што не го видов тоа во оваа кампања. Ова е последна дебата, па затоа ќе искористам оваа прилика. Напротив, видов нагло функционирање на судскиот систем кај нас со разни судски покани, нагло функционирање и неправилно на јавни предпријатија, видовме упаѓање во домови на неистомисленици и притисок без никакви основани сомненија. Дали Куманово напредува или не напредува, нема се осврнам само на последните 8 години на господинот Максим Димитриевски, туку ќе се осврнам на 35 години. Односно, во статутот на општина Куманово, под член 8 пишува, нема да го читам целиот статус, само еден дел. Кругот е жолто-златен и е символ на сонце, топлина, гостоприимливост, а црвената позадина е символ на револуција, младост и движечка сила. Ние во овие 35 години побегнавме од битот, односно од суштината на општина Куманово и од грбот на општина Куманово, за кој стоиме и кој бараме да го браниме. Благодарам. Повелете, Арсовска прва се јави за реплика. Вака, јас сакам да му реплицирам на господинот Димитриевски, затоа што кога е толку се убаво и розово, зошто ние како Североисточен регион, од сите 8 региони имаме наполовина бруто домашен производ. Значи, по глава на жител сме најсиромашни, а се наоѓаме на коридор 8. Движечко место, поминуваат туристи, поминуваат странци. Прво тоа. Значи, многу битно е, ние сме толку сиромашни што не знаеме на кај да се свртиме. Второ, 48 милиони евра има буџет на општина Куманово годишно за 2025 година. 2/3 идат за плати на вработени, за доприноси, пензиско и здравствено осигурување. Тоа се 32 милиони, 16 милиони што остануваат се прават бекатони или некои други непотребни работи. Значи ние... Благодарам. Повелете, Димитриевски. Прво елементарно непознавање од буџетот, тоа е бруто буџет, развојниот буџет е скромен, околу 6 милиони евра, се друго оди на плати и на доместоци поради ниско ниво на фискална децентрализација во државата. Општините не генерално Куманово сите немаат пари. Благодарејќи на двата последни владени повици, ние користиме повеќе пари него во изминатите 6 години за оперативни и капитални инвестиции. Што се однесува до другите работи, оставам на јавноста да процени, но Куманово е град кој што отвара нови перспективи и има перспектива и ќе се борам да продолжам истиот да продолжи да расте и да се развива со уште поинтензивно темпо. Благодарам. Благодарам. Петковиќ, за кого вие на мен? Максим Димитриевски. Повелете. Имам реплика во однос на тоа, господин Максим вели дека ние имаме фондови од државата и надворешни фондови. Јас знам дека нашата општина не конкурираше на конкурсот на Министерството за култура за интердисциплинарни проекти. Зошто не конкуриравме? Да имаме доволно вработени и во секторот за култура и во Фондацијата за култура и спорт. Зошто тие пари останаа не земени од нас и не поделени помеѓу младите уметници на овој град? Првично, тоа апсолутно не е вистина. Што се однесува до конкурирањето, општина Куманово конкурира на сите повици. Единствени сме што имаме Фондација за култура и што со лични средства издвојуваме повеќе од 200.000 евра на годишно ниво и финансираме не само локални,
туку и државни проекти, вклучувајќи го оној најпопуларниот во ваша област, тоа се денови на комедина и да не е општина Куманово, нема да се одржат. А што се однесува до тоа како функционира културата, првенствено тргнете од самите себе си, видете го листот за евиденција на вашето работно време, колку често се вртите таму и јавете се кај вашиот директор и тогаш зборувајте за другите, бидејќи согласно информациите кои што ги добивам, одамна богами не сте били на работа. Благодарам. Повелете, имате право да одговорите. Моја работа не е да се вртам во културен дом, туку да работам, односно да ја работам Сега мојата ова е работа. реплика, па Контрареплика. контра... Ова е контрареплика. Јас дадов, Младен, се извинувам, контрареплика. Значи, вие дадовте реплика, ондава контрареплика. Не. Обратно беше. Јас дадов Да, има контрареплика, тогаш ќе има ми право да дадете одговори, право, да, има право да ќе ми одговори. дадете право и јас да дадам уште. Бидејќи директно го прозвавте за тоа што беше. јас цело време да се не го губиме прозивам. времето, повелете. Значи не е моја работа да се вртам на сцената, туку да работам на сцената. Точно е дека конкурирате и дека давате велите доволно пари одвојувате од буџетот. Има истражување во кои се вклучени 5 општини, меѓу кои и Куманово, и ние не одделуваме од нашиот општински буџет доволно за култура во овој град. Да, навидуме така, навидум одвојуваме, но не одвојуваме по истражување научно, ако сакате ќе ви го препратам. Благодарам. Сите манифестации се тука на плоштад, граѓаните ги гледаат, неколку фестивали директно финансирани од страна на општина Куманово. Општина Куманово е рекордер во финансирање на проекти за култура. Финансираме различни типови на проекти, што се однесува до вршење на вашата професионална работна задача, дали се вртите или не, објасните се со вашиот директор, видејќи да сум ви јас предпоставен, тоа нема да може да функционира така, но како и да е, не треба да се инсинуира, туку да се разгледува директно со факти. Земете го овој отчет, погледнете, има тука и дел од културни настани и манифестации, ќе видите што се организира општина Куманово. Дали тоа е доволно дали е тоа доволно афирмирано во јавноста, тоа е друго прашање. Благодарам. Костовски од СДСМ со реплика. Повелете, Мојата реплика 30 на секунди. Максиме, благодарам Младен, мојата реплика на Максиме за она што каже дека го реконструирал Занатскиот дом. Ова преубаво здање архитектонско на општина Куманово е реконструирано во времето на поранешниот градоначалник и тоа мора да се признае. Не знам Максим дали ги сменил корнизите и завезите, тоа може го направил, меѓутоа неспособноста на неговата работа се гледа и во делот на останатиот дел од Занатски дом што му го додаде владата од СДСМ, државниот архив. Со години гледаме скелиња кои што се поставени, меѓутоа не функционираат. Па сакам да ме одговори Максим каде е тесното грло за реконструкција, бидејќи нели сме многу способни и дека многу сме ефективни. Повелете, Димитриев. Апсолутно повторно невистина. Дел од објектот е реконструиран од североисточниот плански регион. Во мандатот на Домјановски. Ќе ме молам да бидеме културни, да го држиме нивото. Од Младен од Секогаш, тебе секогаш. барам да ми се продолжат секундите, бидејќи јас сакам да водам цивилизирана дебата. Благодарам. Значи, ова е реконструирано од североисточен плански регион, а целата аудиовизуализација, како што кажав, е во рамки на проекти имплементирани од моја страна со мојот тим. Дополнително, архивот, стариот се реконструира, ова е објект под заштита и постапките одат споро. Кога ќе ви излезе дополнителен проблем, мора да добиете согласност од конзерваторски центар. Но она што е најбитно, се што тие заглавие, јас се реконструирав и продолжив, и така ќе продолжам и да функционирам и да работам, а тие нека се фалат со нивните проекти кои што за жал беа погубни и само му генерираат на градот проблем. Благодарам. Господин Димитриевски, вториот круг на прашања го почнуваме со вас. Се однесува на инфраструктурата и урбаниот развој. За почеток, како ќе го решите проблемот со сообраќајниот метеж, што се создава во Куманово? Куманово, како што рековме, е најголемата општина во Македонија и недостигот на паркинг. Имаме креирано инфраструктура за 7.000 возила, во моментов 30.000 регистрирани возила и две големи општини кои што гравитираат низ Куманово. Тие се сообраќајниците во централно градско подрачје. Тргнаме да го средуваме градот од надвор кон внатре и одиме етапно, значи таму кај што имаме слободен простор, ќе го адаптираме. Има огромни имотно-правни проблеми за сите локации кај што се предвидени градби на нови катни гаражи и огромни експроприации. Да можело ќе ги направам некој порано. Јас не се откажувам, значи имаме една локација кај поранешно, хемиско чистење, дополнително уште една локација позади банка, трета локација, значи која што е на располагање кај спортската сала да се прошири паркинг просторот и уште сите слободни локации кои што се во градот, а вклучувајќи оваа позади која што е круцијална со изградба на подземна катна гаража на локалитет Чоробенско Ќоше на 2 ката и урбан сквер.
На Куманово не му недостасува административна зграда, бидејќи такво нешто имаме во ЗИК Куманово и можеме да го искористиме тој капацитет по изградбата комплектна на училиштето сами прашање. Господине Костовски, истото прашање за вас. Младен, што да кажам за инфраструктурата, може и сами да видат и граѓаните и вие кои што го посетувате Куманово, максимално уште една стагнација, меѓутоа е симптоматично што во предизборието секогаш кога Максим дали се кандидира за претседател на држава, дали се кандидира за кандидат за градоначалник или било каков вид на избори има, се случува тотално нефер трк. Моментално, за информација на граѓаните, 42 милиони денари од страна на општина Куманово се злоупотребуваат од страна на Максим Димитриевски. Се редат бекатон плочки во сите населби. Се злоупотребува без при тоа да се има согласност од Советот за тоа, без да се има план, без да се има техничка документација за подземна инфраструктура како канализација и водовод. Една голема киша, тие патчиња веќе не постојат. На Куманово му треба систематски решенија, на Куманово му треба првен и основа да се донесе нов генерален урбанистички план. Тоа ќе биде мој фокус во првите 6 месеци од мојот мандат, со што ќе имаме и две нови населби од Зелен Рид кон Билјановци и од Тодемен дол кон Романовци. Да може хумано да се гради, да може рационално да се гради и да може да се гради по мерка и потреба на самите граѓани. Благодарам. Стојковски. Благодарам. Значи, решавање на сообраќајниот хаос мора да биде системско прашање и на тој начин да се пристапи кон него со реални решенија. Ние мора да се држиме до она што моментално го имаме. Постоечкиот ДУП предвидува катна гаража позади наша позната пивница. Општина Куманово со оперативниот буџет што го има не може да изгради таа катна гаража. Затоа ќе влеземе храбро во јавно-приватно партнерство. Ќе учиме од сите други, ќе учиме од Скопје, ќе учиме од секоја европска земја, односно градовите во Европа, за нивниот начин како го имат решено сообраќајниот хаос. За жителите во централно градно подрачје, значи за резидентите, ќе има символична цена за едно возило. За сите други што ќе доаѓаат од периферија кон центар на град, ќе имаме стимулирачки цени. 1 час, затоа што мора да знаеме дека нели сите објекти во кои што граѓаните имаат потреба се во централно градско подрачје, болница, полиција, 1 час ќе биде стимулирачки, наредниот час ќе биде прогресивен. Исто така, ќе бидат утврдени нови линии за автобуски превоз, затоа што овие што моментално функционираат се од време кога Куманово имало голема индустрија и се усмерени кон периферија. Централно градско подручје ќе биде да свативме, да. Со мали мини бусеви, само тоа. Господине Петковиќ. Генерално инфраструктурата е планирано да ја направиме генералниот план на ширење на градот, а не на работење на неговото згуснување во централното градско подрачје. Тоа е еден прв приоритет кој мора да се направи, затоа што целата инфраструктура што досега ја имаме, може би само газ не влегува таму, затоа што уште се поставува, не е направена да функционира и да издржува толку население колку што сега имаме на километар квадратен. Втора работа која би ја направиле е ЈСП Куманово, односно предпријатие за јавен превоз. Наистина мислам дека нема потреба да трошиме 1 милион буџет за бесплатни автобуски превози, дека тоа целиот тој концепт може да се ревидира, да кажем, и да се разгледа, затоа што ние имаме на учениците бесплатен школски превоз, ние имаме за пензионерите субвенциониран превоз, работниците во индустријските зони имаат исто така бесплатен превоз и мислам дека само треба да се ревидира тој концепт и да се воведе исто така и железнички шинобус во јавното предпријатие, од железничка станица до Белјаковци. Благодарам. Да заврши кругот со Арцовска за сообраќајниот метеж и недостигот на паркинг. Куманово е во целосен сообраќајен хаос. Потребна е комплетна реорганизација и на уличкиве, прередување, најмалку 2 катни гаражи, висококатни гаражи, намалување на платата и 25 вработени од прилика имаат паркинзи Куманово. Во загуба се некаде околу 90.000 евра и се прашувам како може кога граѓаните нон-стоп плаќаат и нон-стоп има метеж, такво некое предпријатие да биде во минус. Значи, тоа е еден минус, тие таму што работат. Треба малку да некој да поведе ред од нив, и не само од нив, туку и од многу други јавни предпријатија, меѓутоа подоцна ќе објаснам за другите јавни предпријатија. Така, имаме прашање. Да. Димитриевски прв се јавивте. Најпрви сакам јавно да му се заблагодарам на Мартин, бидејќи тој ми направи оваа кампања најголема реклама. До сега ми го спомна името некои 3-4 илјади пати и ти благодарам по завршување на изборите, ќе ти дадам и јавно благодарницата од ќе ве повикам кај мене во кабинет, инаку што се однесува до другото.
пак ќе кажам, ќе ве молам да ме вратите на почеток, бидејќи Не може ќе да се водам врати од културна почеток, ќе ви дозволам да ја дебата. завршите мислата. Значи, Повелете. што се однесува до останатото, креаторот на проблемите, Мартин, никогаш не може да биде и решението. Вие во ваш мандат, заедно со вашиот побратим или кум, што беше, дозволивте да се сруши Палас без ниедно паркинг место. Меринос без ниедно паркинг место. Денеска гледаме како истиот тој Дамјановски, кој што хаос направи во централно градско подрачје, го води за рака и ве представува како кандидат за градоначалник. Патолошка омраз или патолошки страф има Максим Димитриевски од Зоран Дамјановски. И тоа го разбрам. Човекот бил сериозно добар менаџер, 12 години направи капиталните инвестиции, како што е базен, како што е гасификација, трета МУП, кеј. Тоа е мисловна именка за Максо. Максо се занимава како мало дете со лего коцки, кој што ги реди цело време бекатон плочките во населените места. Таквиот однос, таквата работа не е заслужил граѓаните на Куманово. Тоа едноставно не е функција и обврска на градоначалникот на општина Куманово. А ви кажав и претходно, ако имате нешто со Дамјановски, дај Младен свика дебата, нека си расчистат и да видиме кој е зборува Благодарам. истината. Петковиќ Севи, ќе одговорите подоцна, претпоставам на сите, бидејќи натаму се насочени репликите најчесто. Повелете, Петковиќ. Па, грешив малку во презимето. Се повикав на реплика само за да ја вратиме дебатата на локалните избори, а не на политика на шуробаџанаштина. Сакам да кажам и уште една идеја за инфраструктурно решение, а тоа е посебни паркинзи на излезите од градот за населението кое не е резидентно, односно кое доаѓа тука во летните периоди кога имаме најголема гужва во сообраќајот и во зимските периоди. Значи за нив се предвидува посебни паркинзи надвор од градот и со шатл бас ќе бидат пребацувани во централното градско Благодарам, подрачје. Стојковски, имавте? Вака. Ќе ви дадам да одговорите на сите, Просто бидејќи непријатно затоа што на секоја дебата се расправат кумови, кумашници, побратимци и јас имам забелешка од моето семејство да испомниме кој веќе тоа дебата за локални избори. Сакав само да кажам дека за Черовенско чоче спортскиот клуб кој што го стопанисува има договор до средина на 2027 година, а и самото јавно предпријатие за стопанисување со деловен простор има исто направено некоја експроприација. Така да воведување во градба на било што на Черовенско ќоше, за жал, претходно ќе мора да се решат многу прашања во врска со експроприација, односно со оние што моментално го стопанисуваат. благодарам. Контрареплика, Не, може само Димитриевски тука да... Вие имате реплика? Контрареплика на Марти. Ама вие не бевте прозвани, не бевте Јас спомнати, сум се извинувам. имам право на Димитриевски, повелете. контрареплика. Ајде. Значи, што се однесува до цело ова интервју денеска, јас би го нарекол првенствено од аспект на поединци водени лудори, кои што треба да се организираат на оној базен кој што го наследиме, кој што тече. И има дупки во подрумските простори и не можеме да ги решиме проблемите што ги затековме таму и даваме огромни материјални средства, над 400.000 евра, само да го одржиме тој објект по функција, го тужиме изведувачот, иначе се друго во моментов што се работи во Куманово е редовна работа на општина Куманово согласно годишна програма усвоена од страна на Советот и ја, моја обврска е да работам. За избори не може градот да застане, мора да продолжи да функционира. Благодарам, господине Уште една, Костовски. се извинувам, имам уште една контрареплика. Да, меѓутоа некогаш можете времето малку да го Ама ќе ми дозволите сега, да го беше- спустите за да може да се одговори. Затоа помогнете. Повеле. Да. мислам дека- Завршете ја мислата. Да. Повеле. Што се однесува до Черовенско ќоше, да, таков е проблемот, како што кажа господинот Стојковски, но има и раскинување на договор. И тоа го побаравме од јавно предпријатие и тој договор мора да биде раскинат, затоа што тоа што се случува таму се води и истрага во јавно обвинителство, а инаку некој дал подпис за тоа, а подписите ги дадоа тие кои што беа во фотелите пред Максим Благодарам. да седне на тоа место. Господине Костовски, почнувам третиот круг на прашања. Ќе можете во тоа да си, бидејќи повторно е на сличната тема, да си доодговорите во делот она што ви остана можеби недокажано. Дел од населбите се уште немаат канализација и асфалт. Кога реално ќе добијат и кои би биле првите проекти на кои што вие, како иден градоначалник, доколку добиете мандат, би се зафатиле да ги работите? 48 населени места има во Куманово, над 30 немаат основни инфраструктурни потреби како што е канализација и водовод, и тоа е поразително не само за Максим Димитриевски, туку за сите политичари во општина Куманово од 91 година па навака. Како мој приоритет во делот на изградбата сега да ќе бидат
изградба на канализационен систем во Романовце со пречистителна станица, изградба на водовод и канализација во делот од Љубодрак, Ново село Уминдол, изградба на водовод и канализација и во Студена бара и во Пчиња, се со цел, ако сакаме селата или населените места кои што се подистантни од централното градско подрачје да останат живи, да луѓето што се од таму формираат своји бизниси, своји семејства, свој живот да креираат, едноставно мораме да се потрудиме да дадеме малце повеќе напор во тоа. Секогаш се соочуваме со познатата реченица нема пари, не сум јас одговорен за тоа, немам ингеренција, меѓутоа што правиме со искористување на европските фондови. Целата кампања тоа многу ревносно и гласно го зборувам. Мора да се посветиме со добар тим на луѓе, да ги користиме европските фондови, јавните приватни партнерства и пред се и над се да се работи често, домаќински и одговорно. Благодарам, Стојков. Расправаме за вода и канал кој што се суштинска потреба од 21 век. Значи, за да воопшто донесеме вода до овие локации, до овие населени места, односно канал, ние прво треба да имаме капацитет за да можеме да ја донесеме таа вода. Последната стварно капитална инвестиција во Куманово, а тоа се браните Липково и Глажња, се скоро се од минатиот век. Значи, моментално потребите на Куманово едве се задоволуваат со моменталните извори на вода, а не да ја распленуваме, да ја носиме и на останати места. Значи, подитно капитална инвестиција, барање на нов извор за вода во Куманово. Откога ќе го решиме ова? Дури тогаш можеме да одиме со носење на вода во населени места каде што нема и изградба на канали. Каналите можат навистина да се изградат со европски инвестиции, тоа го покажавме, затоа што во минатиот период 25 километри канализациона мрежа во Куманово беше обновена со европски фондови, а исто претходно со МЕА програма беше голем дел од Куманово решен со водоводна мрежа. Така да мора да се ориентираме да направиме тим кој исклучиво ќе работи на донесување на странски инвестиции. Благодарам, Петковиќ. Што се однесува за населбите, навистина немаат вода и канализација, дел од нив, и навистина живеат како да се во 18 век, а не 21 век, односно четвртината на 21 век, прва која измина. Највеќе сум загрижен за населбите, за нивното здравје и за нивната безбедност. Зошто го зборувам ова? Ние првин што ќе направиме е се бунари за вода кои ќе бидат регистрирани и заштитени и ставени најверојатно под јавното предпријатие, затоа имаме стручни лица кои знаат тоа, како што е Горан Стојковски, за да имаме вода за пиење и за да имаме противпожарна заштита, затоа што видовме наш најслаба алка ова лето беше пожарите во нашите селски населби кои не можевме да ги изградиме. Мислам дека со мали бунари, мали резервари покрај веќе постоечки извори може тоа да се регулира. Што се однесува за здравјето преку амбулантите, односно институциите, ревитализација на амбуланти планираме во Тромења, Табановце, Орашац, Клечовце, Агино село, Љубодрак и Градиште, затоа што тие се уште немаат амбуланти. Благодарам. Арсовска. Истава тема. За истава тема, да. Така. Јас сакам да кажам дека е срамно во 21 век да зборуваме за канал, за вода и за такви работи. Господинот Костовски се фали 3 мандати што направиле, ништо не направиле. И го напаѓа господинот Димитриевски, меѓутоа 3 мандати и 2 мандати, тоа се 5 мандати по 4, последниве 20 години ние сме за жал. Можеме да се лажеме, можеме да зборуваме, можеме и поезија да кажуваме, меѓутоа овде се треба да се смени. Почнувајки од носење на селава, како што рече господинот Мирослав, големите села немаат вода, немаат инфраструктура, училиштава ни се празни, во училиштава имаме по 2, по 3 деца во паралелки, дури има и затворени паралелки. Едноставно одиме во хаос и во пропаст и можеме да се зборуваме до утре со бајле, меѓутоа ако не направиме резови, ако не направиме една ситуација каде што ќе седнеме и секој динар ќе го гледаме каде сме и како сме, не правиме ништо. Господин Димитриевски, со вас завршува овој круг на прашање. Прашањето беше за канализацијата, за инфраструктурата и за улиците кои што не се асфалтирани. 2017 ниту Уминдол, Ново село, Љубодрак, Режановце, Горно, Долно, Којнаре и уште многу други села нема 1 метар квадратен асфалт. Денеска 90% тоа е решено. Значи, јас не критикувам, јас нудам решение и јас работам. Тоа што го имам сработено како градоначалник се гледа на лице место. Граѓаните ми дадоа
на минатите избори полна поддршка како независен кандидат. На последните избори како председателски кандидат, што сум горд, добив 4.500 потписи од кумановчани да се кандидирам за председател и 85.000 гласови на државно ниво. Им благодарам и јас им се одолжувам на граѓаните со моја ревностна работа заедно со мојот тим. Пак ќе се вратам. Креаторите на проблемот не може да бидат никогаш негово решение. За жал, оваа општина беше во заложништво од страна на грст луѓе и јас оваа општина извади во тоа заложништво. Проблемите ги имало и ќе ги има, јас ќе направам да ги има што помалку. Дали ќе успеам да ги решам, тоа зависи од финансиските средства. Во моментов со одлична соработка со владата, Куманово може да решава сериозни капитални проекти, но нема да пишувам завети и да давам збори, ќе викам че, туку правам и ќе продолжам да правам. Дали е некој за реплика? Јас се пријавив. Значи, многу е добро тоа што го направил Максим Димитриевски во селата го Љубодар, Комендол, Ново село, во делот на патната инфраструктура. Меѓутоа, тука е главниот проблем, што ние не можеме да сватиме дека мора прво да се направи подземната инфраструктура, како водовод и канализација, а отпосле да се направат патишта. Ужасно, најмногу што ги засега и нервира граѓаните на градот Куманово, кога ќе се направи нова улица во централното градско подрачје, во приградските средини, веднаш верувате за некои 2 недели, 3 недели ќе пукне цевка, ќе има дефект, доаѓа водовод, луѓето мора да санираат и да направат. Едноставно таквиот пристап од страна на Максим Димитриевски е недозволив. Меѓутоа, многу ми е криво што човекот така ја разбира 30 политиката. секунди режија, 30 секунди повелете. Значи, имавте можност 20 години сте главен кадровик на СДСМ Абе, и ти подолго. кажеш, Значи, јас што сум се, кадровик. Што Да е? молам, повелете. што се однесува до решенијата, сте требале преку вашите луѓе да ги решавате. Не сте ги решиле. Јас дојдов и ги решавам активно и во континуитет. Повторно ќе кажам, има огромен број на проблеми, не може да бидат сите решени преку ноќ. Нема чаровно стапче да се реши се преку ноќ. Но она што е најбитно, јас не кажувам ќе, јас реализирам, Мартин, за разлика од вас кои што пушувате завети. И денеска вас од позиција на кандидат за градоначалник не ве гони, следи полиција, не ве зауставува, не ви прави проблеми и така натаму. Тоа што вие го правите на Стојковски па минатите Костовски. избори. Зошто ние имаме демократски Повелете. капацитет? Стојковски. Вака, околу патна инфраструктура што беше спомната. Значи, не е битно како се добива да се гради. На самиот начин на градба е проблематичен. Затоа што имаме јавни тендери кои што очигледно форсираат фирми кои што не се кадрни да го завршат тоа што треба да го завршат. Пример, вие Врањски пат, водоводна мрежа, пример вие Бајрам Шабани, пример вие мрежа во канализациона во Тромеѓе. Значи, мора подитно систем на контрола и надзор, односно ќе имаме дупла контрола и надзор. Надзор од предпријатие кое што ќе биде изберено, односно ќе биде лиценцирано за надзор и контрола од јавно предпријатие кое што ќе мора после да ја преземе таа мрежа. Благодарам. Сега имам реплика. Он требаше да ви одговори и со вас ќе завршиме Јас кругот. реплицирам на Стојковски. Јас реплицирав на Костовски. Предходно тој Добро, реплицираше ами на реплицираш. Костовски, двајцата имате по 30 повлекувам, секунди, се како повлекувам. сакате, така искористете ги. Еве, Костовски прво, нема проблем. Ја тука би додал дека катаклизмичниот пристап на неработата на Максим Димитриевски или работата во наводници е и каналот во Бедиње, односно водоводната мрежа во Бедиње. Со години ништо не се случува. Во Никола Тесла, Бајрам Шабани улицата. И исклучително е битно да му се објасни на Максим Димитриевски дека веќе не може да се става перманентно во улога на жртва. Помина времето од 8 години, сосема доволен временски период да покажеш, Максим, што знаеш, што можеш, што умеш. Едноставно, не е ова 2021 година, 25-та е, широко се отворите очите на промените, вратите на промените и за жал се надевам на 2 ноември ќе замениш. Прво, немате елементарно познавање од проекти Бедиње, има канализација. Не, вода нема. Бајрам Шабани што се За однесува. вода Вода дали? нема Врањско џаде затоа што за тие проекти се сликавте вие. Со ресорно министерство ги заглавивте и денеска се водат кривични постапки и за таа локација и за локацијата во Тромеѓа која што е спомена предходно Стојковски и за сите други. Се палевте со тие проекти, тоа се владини проекти каде што и општината учествуваше, сами избравте изведувачи, надзори и така натаму. Уште значи во Палестинска мала во Долно Којнаре поради вас нема вода, а јавно и гласно го Благодарам. се фалевте со Публика, имаме прашање од публика, на темата сме, затоа ја повикувам тука публиката, бидејќи ми беше најавено прашање од темата. Ве молам кратко и за кој од кандидатите се однесува и режија по 30 секунди. Први честитки за вашата телевизија и за водењето на овие кампањи. Навистина из цела Македонија ги наблюдувам. Она што се однесува е прашање до сите.
За жал, јас очекував диалог овдека, диалог со конкретна стратегија која ќе дава некој изглед за Куманово. Куманово е мултиетнички град, но меѓутоа жал ми е што слушам препукување. Мислам, сега не можам да критикувам. Ќе ве молам прашањето да го поставите. Прашањето како ние Куманово ќе го вратиме, сјајот на Куманово, да го вратиме, види животот, услови животот за средина да се постави. Добро. Значи, прашањето е како да го вратиме сјајот на Куманово. Ајде ќе почнеме сега од Арсовска по 30 секунди речи. Значи, Куманово едноставно пред се мора да јакне економски. Никој не споменува економија, сите си споменуваме финансии, ќе градиме ова, ќе правиме она, меѓутоа без пари не се прави ништо. Како ќе јакнеме економски? Јас сега ќе ви објаснам. Значи, со формирање на Кумановски инвестициски фонд, формирање на Кумановска развојна банка. Кумановска развојна банка која ќе ги поддржува микро и мали предпријатија, која ќе дели грантови, освен кредити, ќе дели грантови на успешни млади предприемници и така натаму. Значи, без економија ништо. Благодарам. Реплика? Нема реплика, тука само со публиката можете да... Куманово имаше инвестицијска банка. Ја продадоа на политички моќници кои што потоа ја препродадоа. И тоа се приказни сега вече. Има комерцијални банки да одите и добивате услуга. Што се однесува, вие доаѓате од невладиниот сектор, да ви одговорам лично. До 2017 година во општина Куманово добиваше една невладина организација средства. Сега добивате сите на јавен повик најтранспарентно. Значи, што се однесува до заштита на животна средина. Куманово има проблем со прашина и го решаваме тој проблем со краткорочни и долгорочни мерки. Долгорочни се гасификација и пошумување, краткорочни се инспекторати и поголеми контроли. Но она што е најголем проблем е како добиле сите тие фамозни загадувачи дозволи без согласност на општината. Треба да се прашаат моќниците од СДСМ и од ДУИ зошто издавале концесии за експлоатација на руди и минерали. Ќе ве молам со публиката разговарајте. Сјајот на Куманово ќе се врати првин со стварање на чувството на сакање на Куманово. Односно, Куманово да биде во фокусот на работата на градоначалникот, неговиот тим, целата администрација и јавните предпријатија. При тоа, прво и основно треба да се изгради еден партнерски однос помеѓу населението, бизнис секторот, невладините организации, заедно со градоначалникот. Градоначалник преку мобилни канцеларии да биде на терен, да ги слуша граѓаните, заедно да ги креира проектите, заедно да го создава буџетот со целата општествена сфера и само на таков начин ќе можеме да го позиционираме Куманово како наш приоритет, односно Куманово да почне да движи нанапред. Стојков? Решението е едноставно. Значи, решението се состои во тоа што конечно нема да има градоначалници кои што се знаат, него ќе има градоначалник кој што ќе прави партнерство со сите. За делот околу урбан развој ќе се разговара со представници на архитектонски факултет и градежен факултет, со бизнис заедници и невладини организации. Ќе има месечни состаноци со утврден редослед на работи, односно со точно позиционирани работи за кои ќе се разговара. Ќе се бараат, значи, кои се можности и да се изнаоѓаат решенија. Значи, партнерски однос со бизнис заедница, невладени организации, со сите оние стручни луѓе од култура, драго ми е што е тука и Мирослав, кои што ќе сакаат заедно со мене да работат за просперитет на Куманово. Благодарам. Режија да не ги забораваме секундите, 30. Мислам дека сјајот на градот ќе се врати, значи урбаниот развој, инфраструктура, транспарентност, животна средина, економија, вработеност, се тоа под една капа на култура. Доколку не работиме ние на култура, ние не можеме да го вратиме духот на народот, не можеме да вратиме менталитет. За сето што зборува, тоа е култура на меѓучовечки односи. Значи се тргнува од култура. Ние како Куманово мислам дека заслужуваме да ја потегнеме да го потегнеме прашањето за културна олимпијада на национално ниво. Благодарам. Благодарам. Повелете, уште едно прашање имаме од публика, ќе замолам да го фокусирате. Добар ден, јас сум Благица Димитровска, Удружение Инклузива, кој ги застапува правата на лицата со повреđеност. Во овој дел за инфраструктура, јас би поставила прашање до сите кандидати за градоначалници, најпрво да им посакам среќа во изборниот процес, што размислуваат за пристапноста и достапноста на се во нашата локална заедница. Кога ти излезе човек со попреченост од својот дом, не идува на пречки на тротоарите, на улиците,
понатаму во образовниот процес, во градинките, до работно место, во сите процеси на локалната заедница. Како планирате да го подобрите пристапот, ама не само да се каже пристап, туку да ги почитувате стандардите за лицата со попреченост? Постои закон, постои правилник за стандардите, но не се почитува ништо, не е пристапно и тие не се вклучени на еднаква основа со другите. Благодарам. Сега можеме од таа страна да почнеме. Петковиќ. Да, вистина е дека има голема проблем за лицата со попреченост. Првин, за да зборуваме за достапност на услугите од општината, мораме да зборуваме за пречките кои се претходно поставени, а тоа се паркинзите, тоа се недостапните документи на броева азбука, кои ние ги имаме во програма и да ги конечно да ги добијат луѓето со попреченост. И исто така за културните настани, за општинските настани, луѓе кои ќе им помогнат во разбирање на ивентот. Благодарам. Арсовска? Ја се извинам од Стојковски. Благодарам за прашањето. Навистина суштинско. Значи, во нашата програма, од нашите 6 столбови, цел еден столб се однесува токму нова, функционално Куманово, во кое што првен ги ослободуваме тротарите за пешаците. И тука ќе бидеме ригорозни. Спуштени рабници за лица со попреченост. Звучни сигнали на секој семафор. Имаме 36 семафори и мислам дека не е проблем да имаме звучни сигнали на секој семафор. Пристапни рампи до секоја институција и комплетна инклузија на сите лица со попреченост на реална основа, не само на муабет. Костовски? Апсолутно суштествено прашање за сите кандидати, вклучително и на мене. Во најголемиот дел од она што треба да се направи, го кажа и Горан и Миро, пред се и над се, повторно ќе кажам, еден грижлив однос на градоначалникот, локалната самоуправа кон овие наши сограѓани со попреченост. Бидејќи тие се дел од нас, мора еден повисок степен на инклузивност да се направи и во делот на инфраструктурата. Дали се тоа равници, дали се тоа пристапни мостови, било каков проект да се направи, меѓутоа да се мрдне од мртва точка. Моментално во Куманово, тие, иако имаат попреченост, општината не им враќа на еден соодветен начин. Димитриевски. Благодарам, Благица. Вие сте класичен пример како тоа се работи во Куманово. Ние учиме тука од вас и ви благодарам што ми помогнавте. Во изминатиот период немаше лице со попреченост во општина Куманово вработени, денеска ги имаме на многу одговорни и високи функции. Таму каде што е стара инфраструктура ја прилагодуваме, спуштаме рабници, таму каде што се гради нова, се гради по сите најнови стандарди како што се примерите на кружните токови. Со тоа темпо ќе продолжиме да ги поддржуваме невладините организации кои што заедно во соработка со општината работат на решение на овој проблем, бидејќи тоа било запоставено во целост поминатото. Јас долги години работев во невладин сектор и работев исто со лица со попреченост, се познаваме со господја Благица, меѓутоа последниве 15 на години работам нешто сосема друго. Многу малку е направено за ваквиве лица. Се согласувам со господинот Димитриевски и мислам дека има вложено во поддршка на ваквиот тип на лица и се надевам дека и натаму сите ќе продолжиме, меѓутоа немаме пристап и сето она што ќе се гради, било која зграда, треба да се гради по сите тие стандарди, за да можат лицава да имаат пристап. Господин Стојковски, следниот круг прашања ќе ги почнам од кај вас. Граѓаните често велат дека не знаат каде одат нивните пари. Ќе воведете ли целосна транспарентност за буџетот и јавните набавки и на кој начин тоа ќе го направите? Една минута. Јас тоа веќе го потенцирав, дека јавните набавки, начин на вршење на јавните набавки е голем проблем. Во таа насока ќе имаме комплетна видлива фискалност. Во кој смисол? Месечен извештај на секое јавно предпријатие и на секој сектор во општина Куманово ќе биде закачен на веб-сајтот на општина Куманово. Ќе бидат поставени паноа во самата општина на кои што на дневно ниво секој граѓанин ќе може да види колку средства се внесени на сметка на општина, колку средства се изнесени од сметка на општина Куманово по однос на проекти, по однос на плати, по однос на донации, по однос на еднократна помош. Значи, комплетна децентрализација, односно комплетна транспарентност, начин на работа на јавните предпријатија, на општината и нормално
конкурентни јавни набавки. Затоа што ви тврдам дека имаме страшен проблем при распишување на јавните набавки, се ги добиваат компании кои што не се кадрни да ја завршат работава. Озбилна компанија нема влезено да работи во Куманово последни 20 години. Благодарам, Петковиќ. Првин, мислам дека треба да се воведе, да се направи ресистематизација на сите кадри во општината, особено на финансискиот сектор, за да дојдеме до ова за кое што зборуваше Горан, да не се повторувам. Затоа што ние денеска во тие сектори имаме лица кои се таму поради нивни политички интереси или вршење нечии туѓи политички интереси. Знам што ќе кажат, знам дека ќе кажат дека е прогласена Куманово за најтранспарентна општина, но тоа не е вистина, затоа што ние на вистина не знаеме каде одат нашите пари и мислам дека целата видливост треба да се зголеми преку месечни отчети, а не преку книги од после 4 години. Благодарам. Благодарам. Арсос? Јас немам печатено проекти, имам едно тефтерче во кое сум запишала долгови на јавните предпријатија во Куманово и сега накратко само ќе ви ги кажам да чуе целава јавност. Јавно предпријатие Водовод 260 вработени, јавен долг 8,1 милион евра. Во 2020 Водовод имал долг од 7,5 милиони за водостопанство и електрична енергија и други институции. Во 2022 година Совет на општина Куманово барал од владата да го отпише долгот. Се отпишал долгот, меѓутоа пак е должен Водовод 10 милиона евра. Пазариште јавен долг моментално 173.000 евра. Паркинзи исто некаде околу 90.000, 92.000 и имаше чистота и зеленило од 300 вработени околу долг 4,2 милиона евра. Значи тоа се огромни суми. Требало да се води ред во овие последни 8 години и во претходните 3 мандати на господинот Дамјановски, меѓутоа не знам каде одат париве и затоа сум за ригорозна пресметка каде одат париве и како ќе се трошат во иднина. Благодарам. Димитриевски. Тоа се дел од долгови. 2017 само општината имаше 15 милиони евра, сметката од овде до вратата беше долга. Денеска општина Куманово нема ни еден долг, има 2 милиони евра собствени пари на граѓаните на сметка. Најуспешна општина од аспект на решавање на финансиските проблеми. Јавни предпријатија делумно се решени, затеков 5 блокирани, сега ги имаме 2. Ова што беше споменато во транспарентноста, не сме први, сме у првата половина од општините, беме предпоследни на листа и работиме на тоа. Во дел на информирање услугите, еве го, вебсајтот на општина Куманово, тука ќе прочитате во дел на јавни набавки, увид во јавни набавки. Ќе кликнете и ќе видите секоја јавна набавка од почеток до крај како е спроведена. Какви се фирмите? Тие ни се фирмите. 6 градежни фирми имаме во Македонија, немаат капацитет да ги завршат проектите кои што ги земаат, ги добиваат во легитимни тендерски постапки по принцип на јавно надавање. Знам едно, дека општина Куманово е рекордер во заштеда на јавни набавки и секогаш цените паѓаат. Зошто? Затоа што плаќаме квалитет. Костовски да заврши кругот, па можете да репликирате. Ако сакаме да дојдеме до транспарентност и отчетност на едно позавидно ниво, јас прво што ќе направам, широко ги отварам вратите за ревизорски тимови. Мора да влезе ревизија во општина Куманово, во јавните предпријатија, во јавните установи, да се види, да се направи едно сиже, една линија, да се повлече црта каде се досега трошени парите на граѓаните. Едни исти фирми добиваат, кога се објави тендери, знаеме кои ќе бидат изведувачи на работите, граѓаните имаат право, имаат можност, уште повеќе ќе имаат можност во наредниот период да учествуваат во изградбата на буџетот, да учествуваат на јавни расправи, да го бранат сопствениот интерес, да имаат јавно достапни податоци и пред се и над се сакам да го објавам проектот кој што жестоко ќе се борам да се спроведа, тоа е системна контрола на следење на самата постапка во општина Куманово. Јас ќе бидам лидер на тој тим заедно со секретарот на општината и сите раководители на јавни предпријатија и ќе имаме увид од пријава или барање до одговор и решение на секоја една странка. Да видиме каде е тесното грло, каде администрацијата може да потфрли, се со единствена цел да може граѓаните да бидат задоволни и од Благодарам. Колку имаме јавено за реплика? Благодарам. Прво се јави Стојковски, а сите сака. Горе. Поради транспарентност и одговорот за Виолета како се направени долговите на јавни предпријатија. Многу едноставно. Поради партизација на јавните предпријатија и неспособен менеджмент. Ова не го зборувам на памет, но го подкрепувам со факти. Нека чуе целата јавност. Еве конкретен предмет. 2010 година од водостопанство се фактурирани 29 милиони, платени 6 милиони.
2014 година фактурирани 38 милиони, платени 5 милиони. 2020, кога бил некој друг директор, фактурирани 22, платени 22. За струја 2010 фактурирани 10, платени 6 Благодарам. Ова би беше за Арсов. За Виолета и понатаму за Марти. Благодарам. Може во ист контекст кога веќе во следниот контекст ќе дозволите. Контрареплика. Петковиќ прво. Во ред, само сакав како гласот на младите да кажам дека можеби не ги знам сите овие цифри, но знам една работа, дека сите овие предпријатија кои се под општинска капа се должни, а цело време слушаме и зборуваат како се успешни предпријатија. Па не ми е јасно како некое предпријатие може да е успешно ако е упорно секоја година константно должно. Благодарам. Да. Благодарам. Ова беше реплика на мене, контрареплика. Може да сега е Димитриевски, бидејќи претежно на вас реплицираат, ќе одговорите. Контрареплика да дадам. Значи, 30. никој не рече дека се успешни јавните предпријатија, но рековме дека дел од нив раздолжиме, другите мора да ги разложиме. Вкупно во Македонија јавните предпријатија должат над 360 милиони евра и најголем дел средства кон јавните државни предпријатија и управа за јавни приходи. Тоа се долгови направени период 2004-2006 неплаќани ДДВ и така натаму. 2010-2012, 2014 и така натаму, во период кога јас не сум бил градоначалник и не би дозволил никој да ме импутира. Што се однесува до ревизијата, јас сум прв градоначалник што сам побарал државна ревизија да влезе во општина да ги провери сите јавни набавки и во сите јавни предпријатија. Тоа е направено. Имате извештаите, проверите. Мене само едно не ми е јасно, значи како може ние во цела Македонија, конкретно мене не ме интересира цела Македонија, ме интересира општина Куманово. Ние во општина Куманово имаме најскапа вода, најскапо ѓубре, најмногу порез. Каде одат тие пари? Вода на сметка со ДДВ и со останати такси, некаде 72-3 денари излегува еден кубик. Значи пари има, народот си плаќа редовно, париве тонат. Проблемот е каде одат париве. Мене не ме занима дали се загубари, ќе се намали број, дали не вработим, дали нешто ќе се прави. Меѓутоа, треба да бидат рентабилни тие јавни предпријатија во интерес на граѓаните. Благодарам. Парите одат за да се враќаат долговите, за жал не јадат каматите. И повторно ќе кажам, тоа се стари долгови, деценијски долгови кои ги направиле некои за да реализираат наводно успешен проект. Инаку не е точно дека имаме најскапа вода и најскапи услуги, но Куманово нема среќа да добива бесплатна вода. Ние водата ја купуваме од брана која е изградена за тоа на време во комунизам, ја плаќаме, а за жал господата од СДСМ, нивната влада со дуи дел од таа вода даде сега на општина Липково 200 литри во секунда и градот ни е загрозен од аспект на водоснабдување. И тоа мора да се смени. Благодарам. Петковиќ, Куманово е меѓу позагадените градови во зимскиот период. Како ќе влијаете на намалување на загадувањето во индустријата и како да се поттикнат граѓаните да се откажат од грејење на дрва или јаглен? Да, вака, првин, да, еден од најзагадените градови во зима, но во последните 2 години, дури и во лето сме загаден град. Куманово упорно не лажа дека е загадено од индустрија. Во Куманово нема индустрија. Во Куманово има трговци. Значи, од каде сме ние загадени? Никој не дојде до изворот од каде е загадувањето. Најчесто ги обвинуваат граѓаните затоа што се греат со дрва. Јас се греам со дрва. Затоа што ние, кога добивме како граѓани субвенции за клими кои помалку ќе трошат, а повеќе ќе греат, следната година веднаш струјата е поскапеа, сега полесно граѓаните се греат со дрва. Така да мислам, тие некои политики кои ги прават и на општинско и на централно ниво треба да имаат своја континуитет и долгорочна цел, а не само привремено земање на тендери. Да. Арсовска, една минута. Се согласувам дека околу тендери нема што да коментираме, знаеме како одат состојбиве со тендериве, меѓутоа промени мора да има во јавниве предпријатија, бидејќи тие се клетка на се она што ни се случува. Граѓаниве, верувајте, стенкаат од многуте давачки, од тужбиве. Било кој граѓанин да не плати вода месец, 2 или 3, му доаѓа тужба од 4700 денари. Ако е некој социјалец, како ќе живее? Можеме да се заложуваме, пак ќе кажам, можеме да ветуваме, кули да правиме едно и друго, меѓутоа ние тонеме и не гледаме излез ако не се преструктурираме. Добро, господин Димитриевски за загадувањето. Значи, реков пред малку, долгорочни и краткорочни мерки. Ние сме рекордери во испорака на газ во домаќинства и кај крајни корисници. 7.250.000 метри кубни газ имаме испорачано ние.
почнаа да го гасифицираат, го капитализираме последната гасоводна мрежа и гасификација на старата индустријска зона во Доброшани и ќе продолжиме. Најголем дел на јавните објекти ги приврзаме со газ. Се случи нивелација на цената во гасот, голем број на корисници се откажаа, сега повторно се враќаат, вклучувајќи ги и јавните корисници. Инаку, загадувањето не може да биде решено преку ноќ. Куманово се загадува од север, од Република Србија, преку кречаните и фабриките кои што се во близина на Прешево и Бујановац, и го решаваме тоа преку амбасада да бидат затворени, бидејќи од таму доаѓа главното загадување, а во другиот дел, значи, е од нелојалните компании кои што вршат експлоатација на чакал и песак и не го прават тоа прописно, и имаме големи количини на прашина во градот. Што се однасува до PM10 честички, тоа се случува во пикови во зимскиот период и во моменти кога се опожаруваат диви депонии и така натаму, кои што ги изчистиме на 250 во изминатиот период, но за жал тоа е. Почитувани граѓани, ова е фрапантно, не сум очекувал дека и за загадувањето некој друг ќе му биде виновен на Максим Димитриевски. Па сега случуваме дека некоја фабрика од Србија е виновна за нечистиот воздух во општина Куманово. Нонсенс. Животната средина и квалитетот на животот значи благосостојба на граѓаните, значи фокус на работата на секој еден градоначелник, а Максим тоа не го каже. Да ти покажам да знаеш што треба да работиш во наредниот период како опозиција. Квалитетот на воздухот, квалитетот на водата мора да биде во фокусот на граѓаните. Сакаме да фокусираме, овие више однесувања не му поминуваат прочитане. Со сите ресурси ќе се посвета на чистење на градот, на дивите депонии кои што никнуваат на секоја една страна во општината Куманово, развојот на зелени површини, најавувам изградба на еден семеен парк во близина на Проевце, објавувам изградба на детско одморалиште во градиште, објавувам многу паркови, зелени површини, да се определи локација за градежен шут, да се определи собирен центар за собирање на секој вид на шут, и најбитно и пред се што сакам граѓаните да знаат дека имаме фирми или компании што се занимаваат со преработка на пластика и на хартија, и тие компании мора да бидат партнерски третирани од страна на општината. Се она што не го направи Максим Димитриевски ќе се направи во наредниот период. За загадувањето. Како и за се друго и за може? Повелете, Стојковски. Како и за се друго и за загадувањето мора да имаме системско решение. Прв крак на системското решение е храбро влегување во јавно-приватно партнерство со Куманово план. Значи, едноставно гасот мора да биде достапен до сите. Ние како општина немаме можност да однесеме газ до секоја куќа во градот и затоа мора храбро да улегнеме во приватно-јавно партнерство. Вториот аспект се дивите депонии. Како да не доаѓа до формирање на нови диви депонии? Прво е анализа на постоечки, определување место каде што ќе се носи градежен шут и кабас отпад, субвенционирање на изнесување на шут и градежен отпад. Во смисла, секое решение за градба, решение за адаптација, ќе биде условено со договор за изнесување на тој градежен шут. Единствен услов, значи субвенционирано, ќе биде тој градежен шут да биде селективен, односно да може после да служи за рециклирање, ќе биде подпишани договори со фирми кои дел од овој отпад ќе го рециклираат, и најбитен едукација во училишта, јавни предпријатија и билборди. Благодарам за реплика, Димитриевски. Македонија да е Кует, па да субвенционираме се. Ние субвенционираме јавен превоз, помагаме на едно родителски семејства, даваме социјална помош на над 500 лица во градот и семејства да плаќаат сметки за јавните давачки, ѓубрарина и вода. Па ние не спиеме на нафта, бе луѓе. Овој буџет е ограничен. Кога ве слуша вака човек мети млекови течеви, треба да се соочиме со ројалноста. Првично, газ, приклучоци нема затоа што на луѓето им е скапо тоа. Какви јавни приватни партнерства? Па едно направиме со улично осветлување, имаме X бенефити, сите критикуваат за јавно-приватно партнерство. Петковиќ. Се јави Петковиќ. Да, кон Мартин имам кратка реплика, тоа е за градиште. Мислам дека таму со тој проект треба малку да обрнете внимание, затоа што градиште е богато археолошко наоѓалиште. При самото работа на проектот ќе наидете на многу потешкоти. Наместо тоа одморалиште предлагам да се ревитализира нашето одморалиште во Пелинце, кое е под општина Куманово, и тоа може да функционира. Мислам дека во градиште ќе влезете во опасни градби. Благодарам. Може да одговорите само. Ќе се сложам со она што кажа мојот против Тоа е кандидат. негова и реплика и одговор. Се сложувам за тоа дека одморалиштето во Пелинце е тотално запуштено од Максим Димитриевски.
гледаме видео спотови кои што го подсетуваат Пелинце, му даваат сила, не планирала да се кандидира, па Пелинце го натерало, меѓутоа ние ќе го реновираме и ќе направиме уште едно одмаралиште во градиште, мајќи ги предвид сите овие работи што ги кажавте, меѓутоа оној дел од општина Куманово, Которлък што го викаате, тотално запуштен од страна на сите структури на општина Куманово. Стојковски? Ова ќе значи бенефити за граѓаните што живеат таму. Стојковски? Систем на селектирање и рециклирање на ѓубре е модел кој што секаде е застапен. Зошто го форсираме овој модел? Затоа што селектирање и правење договор со фирма кој што овој селектиран одбор ќе го користи за рециклирање, ние ќе имаме средства назад во буџетот и со тие средства ние ќе го субвенционираме носењето на тој кабаст и градежен отпад и секој останат отпад на места кои што ќе бидат определени. Тоа е циркуларна економија и многу едноставно. На сите да им одговорите. Јас сакам да реплицирам и на господинот Димитриевски и да го подржам господинот Стојковски. Се согласувам дека треба да има рециклирање и се останато и ќе ви кажам само еден практичен пример. Во Германија постои закон во една зграда. Ако некој фрли во контейнер кај што треба стакло да фрли пластика, целава зграда ја казнува 2500 евра и сите станари ја плаќаат таа казна. Кај нас ние сме далеко од такво нешто, меѓутоа треба да се стремиме со едукација да дојдеме до такво нешто. А сега на господинот Костовски да му кажам дека ќе направиме ова, ќе направиме она. Да, ќе направиме, меѓутоа ако имаме 100 милиони буџет годишно, па ќе направиме. Вака, ништо. Димитриевски, вие сте. Димитриевски, вие сте. Да. А ќе кажем на Кумановски малце да се насмееме, ако денаси контейнер го крадев, па нема куде да ставиш ѓубре, а може и да ти го запалив пред нос и да ти гори цел ден, а иди фати ги, пошто док беше милиција ги фаќа сва, а сега е полиција и за жал не ги фаќав. Ама, да се вратам на суштина на Пелинце, што го споменавте. Пелинце беше место познато у Куманово за јагнечи бригади. Значи, таму се организира семени велселби, журки и така натаму, од грст на луѓе од претходната локална администрација. Сега веќе не. Го запушти објектот, добивме пари, грант средства преку Европска унија, ќе ми дозволите повеќе, бидејќи одговарам на повеќе прашања и ќе го реконструираме објектот, а дополнително земјиштето не е собственост на општина Куманово, туку соседна Старо Нагоричане. Со Старо Нагоричане ќе побараме согласност да имплементираме проект за младите кај што ќе можат спортистите да направат спортски кампови и ќе влеземе во капитални инвестиции. Костовски беше прозван од двајца, имате 30 секунди. Сликата на зградата, ресторанот, одморалиштето во Пелинце е слика, еклатантен пример за неработата и негрижата на Максим Димитриевски. Јас знам дека човекот сака да води меѓународна политика. Еден ден да видат бугарите виновни, други ден грците, па албанците, па Венко Филипче, па Али Ахмети. Човекот си бара како во карате има ката со замислен непријател се бориш. Тоа го прави во целата политичка кариера Максим Димитриевски. Човекот кој што беше председател на Совет, советник, пратеник, градоначалник, се што од СДСМ, меѓутоа највиновно на свет му е СДСМ. За жал Максим изгуби многу што го напуши СДСМ. Благодарам, не може сега, нема да ви дадам, ќе можете на следното. И видите како градоначалник нормално е повеќето од репликите да се насочени кон вас. И заради тоа не смеете да предоминирате во дебатата, ќе имате право еве сега да си доодговорите во следното прашање. Арсовска, следниот круг на прашање со вас, како да се поттикне локалната економија за да може да се задржат младите во Куманово? Една минута. Пред малку реков дека ќе имаме Кумановски инвестицијски фонд, којот е господинот градоначалник Димитриевски рече дека го продале, меѓутоа ние ќе направиме нов Кумановски инвестицијски фонд кој ќе биде и кој ќе има општинска развојна банка. Всушност, таа општинска развојна банка, исто ова и контрареплика на претходно што се кажа, таа нема да има камати, како што рече, еве банки па нека земаат кредити. Ова општинска развојна банка ќе има минимални камати на многу долг рок за млади луѓе кои сакаат да си започнат свој собствен бизнис. Значи тоа ќе си оди преку Министерство за финансии, преку Народна банка во соработка, меѓутоа пак повторувам минимални камати на долг рок за да можат младите луѓе да започнат собствен бизнис и награди за тројца најуспешни секоја година, тоа грант од 5000 евра ќе им се дава на тие млади успешни бизнисмени. Благодарам. Господин Димитриевски, можете да се употребите и за инвестиција на Дрекстер Мајер во 2 објекти 1600 вработувања. Инвестиција на Lidl нови 300 вработувања, Армос плюс 100 вработувања. Ви кажав, земјиште кое што го продавава за 1 евро по метар квадратен, се продаде на лицитација по 31,5 евро за метар квадратен вон Куманово.
и отварање на нови индустријски размени зони, помош на актуелното стопанство, еднаков третман на домашните и странските инвеститори. Една мерка само, бесплатен автобуски превоз, значи штедење и на семеен буџет, но и на буџет на високотрудовите гранки не организираат веќе собствен превоз. Тоа е алтернативата за Куманово и најбитна работа да им дадете право на младите луѓе да носат одлуки за да бидат одважни. Државата им дава грант, средства да отвараат ако се здружат и до 20.000 евра, но не да се исперат како во минатото и да заврши бизнисот, туку да прикажат план за реализација и доколку не го почитуваат да платат пенали на тоа. Благодарам. Тоа се алтернативите кои што треба да ги отвараме. Куманово е еден град кој што беше индустријски центар во минатата деценија, односно пред неколку децении претходно, со самостојувањето доживеа сериозен шок од страна на работата на локалната самоуправа и тоа и во последните 8 години воопшто нема поддршка од страна на локалната самоуправа и Максим Димитриевски за бизнис секторот. Бизнис секторот мора да има еден отворен, инклузивен однос, транспарентен однос заедно со општината, поддршка во делот на инфраструктурата, во делот на субвенционирање и еве еден пример, Лидл е познат како инвестиција што ја доведе СДСМ, а кога го порачите Максим со Лидл е познат по нешто друго, меѓутоа тоа граѓаните веќе доволно го знаат. Зошто да има субвенции една компанија како Лидл, кога може да има една компанија како Елида. Елида е еден бренд на маркети во Куманово кој што има можеби над 500-600 вработени. Зошто да ги делиме нашите локални успешни приказни за разлика од други? И тука пред се мора да се направи инфраструктура за делот на индустријската зона или зоната близу до Алфи техноцентарот, односно на селата Карпош со пристапни патишта од страна на општината. Општината буквално не е заинтересирана. Заинтересирана е за бетонирање во населба Карпош, а не е заинтересирана за големите фирми што се во индустријската зона во Карпош. Тоа ќе го смениме. Благодарам, Стојков. Општинската администрација целосно ќе го промени концептот на действување во насока на решавање на локални економски проблеми. Ние сме најголема општина, но мал град. Мал град во смисла да имаме толку успешни предпријатија, а како општина сме толку неуспешни. Поради тоа, како што веќе кажав, ќе имаме месечни состаноци со представници на бизнис заедница и невладини организации, со цел да се утврдат потреби на бизнис заедницата и невладините организации и да се најдат решенија за нивно нормално функционирање. Општинска администрација, односно општина Куманово, мора да стане можност и партнер, а не пречка за бизнис заедницата. Јас го поздравувам доаѓањето на Лидл во Куманово и на сите останати вакви крупни бизнис проекти, но дали начинот на кој што општинска администрација функционира кон новие дојдени од страна е ист и начин на кој што функционираме со наши локални предпријатија. Не само Елида, тука е ДУБД, тука се Детойл и мал милион други кои што верувате немаат ист однос према со општинската администрација. За економскиот развој најпрви би се посветиле, би го поделил на две групи, односно на младите во урбаните средини и за младите во селските средини. За селските средини мислам дека е многу едноставно решение да се воведат економски, правни и агрономни асистенти кои ќе им помагаат на младите селани па и на сите селани да дојдат полесно до субвенциите, да дојдат полесно до европските пари, да дојдат многу полесно до знаењето и современата наука. Би прочитал пак уште еден дел од статутот на општина Куманово, кај што вели дека на грбот го имаме тутуновиот лист кој е карактеристичен за тутунскиот комбинат и кумановскиот земјоделец. Ние денеска кумановскиот земјоделец го немаме никаде во нашите програми. Што сакам да кажам за младите во градот? Младите во градот еден добар дел ги испуштивме преку парите кои се влеваа од Авганистан и од Ирак и ништо не направивме со тие пари, тие се излеа. Сега имаме една нова категорија, а тоа се фриленсерите. Кој и што прави за фриленсерите во Куманово и дали, и мислам дека е наша одговорност како општина да ги заштитиме пред предлогот на државата кој ќе биде робство за младите инфлуенсери, односно фриленсери. Јас се јавам за реплика. Господинот Димитриевски рече дека општинава има се инвестициски фондови и грантови за млади и не знам што. Меѓутоа, грантови се даваат од Агенција за вработување во бизнис секторот за млади луѓе и тука младиве луѓе дополнително се оптеретени со давачки за една основна плата од 24.000, 10.300 денари здравствено и пензиско осигурување и некој млад кој не знае да работи, значи он во старство неколку месеци се глави и бизнисот му е неуспешен. Сакам да кажам дека општинава не дава ниту грантови, ниту поддршку, ниту кредити. Тоа што ми го импутиравте не е точно, не го реков. Тоа реков, прво не спомнав инвестицијски фонд дека има општината
и инвестицијски фонд е мисловна именка за да ви даде некој да ви довери негови пари, треба да има доверба во вас. Кај нас луѓето немаат доверба во тие што ги представуваат и не ви даваат пари. Значи, тоа е чиста работа, пробана до сега и не функционира. Што се однесува до Елида беше спомната и Лидл. Во општина Куманово најодговорно тврдам дека сите инвестиции се направени од страна на самите домашни и странски инвеститори без еден денар поддршка од државата, а само со логистичка поддршка на општина Куманово. Да, јас сум горд на Лидл. Тоа е проект донесен во моје време, капитална инвестиција од 115 милиони евра. Одговараме на другата реплика, ги користам и другите секунди што се јави претходно, видите ова беше претходно. 115 милиони евра кои што се капитална инвестиција, историски најголема инвестиција. За тоа денеска таму градиме инфраструктура над 4 километри. Го продававте порано тоа земјиште по 1 евро и правевте трговија со истото. За жал немаше ни заинтересирани. Денеска инвеститорите се тепаат кој да дојде да инвестира во индустријска развојна зона Новини и Речици. И на крајот, реков, тој кој што е дел на проблемот не може да биде решение и ќе ме молам пак уште 7 пати да ми го споменете името. Ви благодарам однапред. Костовски. Ајде, 8 пар. Максим Димитриевски е човекот што не го доведе Лидл. Максим Димитриевски магично го продаде своето земјиште преку кумот од таткото, пренесено на Лидл и спечали 400.000 евра. Тоа е јасно, тоа знаат, граѓаните го ценат и тоа е видливо. Во делот на она што значи. Кој го довел Лидл? СДСМ во минатата влада го донесе Лидл како инвеститор. Во однос на Миро што кажа, никој не се обврнува во делот на политиката на земјоделците. Јасно и гласно го потенцирав мојот проект за земјоделски откупен центар со што ќе се изврши откуп на производството на сите земјоделци во градот Куманово и во соработка со супермаркетите ќе се јаде кумановска храна и ќе се работи. Има одлична средба со На земјоделци. Димитриевски ќе му дозволам бидејќи беше директно прозван Димитриевски за нешто што минатиот пат кажа ви, сега ќе ви повторам. Така на минатите избори вашиот претходник кој што по секоја сила се обидувавте да победите, изгубивте катастрофално, а сега ќе изгубите уште покатастрофално. Значи, тврдеше различни тврдења, дови тужби, јавно се извинуваше и губеше на суд. И плаќаше оштета, тоа ќе ви се случи на вас по овие избори. Ако сакате а повелете што на се суд, слободно однесува тужите. до другиот дел, значи, Дали може би продажба ние на другите нешто да приватно кажеме за промена? земјиште, не на државно земјиште, нема тајмер, Мартин, нема ништо. немојте да инсинуирате со јавноста затоа што секој има право, па и членови на моје Стојковски, семејство да вршат Стојковски. промет и услуги со собствена имот кој што Како Лидл не ја најде мојата парцела, ја најде Ќе вашата ве парцела. замолам, ќе ве замолам, Не знам, идете Стојковски, прашајте земете ги си Лидл. зборот. Идете прашајте ги Кога ќе Лидл. биде ревизија ќе се докаже. Стојковски. Слободно Ова да веќе кажете. Стојковски. станува некултурно и очигледно дека тој што се чувствува паметен веќе не треба да молчи. Значи го ја узурпира малтане емисија. А сакам на Мирослав да му кажам дека и во програмата имаме за млади дел. Значи замислете место каде што младите создаваат, а не мигрираат. Тоа е хаб за млади, простор за фриленсери, иноватори, ученици. Место каде што средношколците ќе добиваат вистинска пракса, а не символична пракса. Место каде што ќе учат од луѓето што работат, а не од книги кои што веќе не важат. Значи, место кое што ќе биде интелектуално и технолошка сфера, каде што ќе создаваме идеи, ќе градиме знаења, а нема и ќе ги продаваме, а нема да продаваме само ефтина работна снага. Во простори Петковиќ 30 и ќе завршиме со Би реплицирал само на Горан во однос на фриленс. Да, се согласувам дека треба да има хабови, се согласувам дека немаме катчиња или како да ги кажам клубови или кои се за младите, каде што може да творат, посебно да работат фриленс. Повеќе сакав да се осврнам на нивната економска заштита и што тие добиваат од оваа држава кои внесуваат активни пари во општината, но немаат ниту здравствено, немаат ниту останато осигурување. Дали може да искористам контрареплика кон Максим? Не. Поред. Да, благодарам. Арсовска? Мора да сум културен. Арсовска? Јас се согласувам. Не, ја не се согласувам. Арсовска повелет. Ние како кандидати за градоначалници, основно и важно, треба да ни биде, ако направиме индустријска зона или донесеме инвеститори. Јас во мојата програма имам предвидено да направам тим од 5 советници кои се членови на Интегра, мојава матична партија. Тоа се доктори на науки, кои се докажани универзитетски професори со некупени дипломи. И откако ќе донесеме инвеститори,
ќе договараме за плативе на вработените, платава никако не смее да биде под 1000 евра. Значи јас ако станам градоначелник никогаш нема да дозволам во некоја нова фирма да платава за вработените за обичен работник да биде помалку од 1000 евра. Почитувани кандидати за градоначалник, ви благодарам што бевте денеска гости на телевизија Телма и ви благодарам што бевте и наши домаќини овде во Занајчискиот дом во Куманово и благодарам на публиката за нејзиното учество. Ви посакувам успех и пред се фер избори и на крај ќе ве замолам да се ракувате за да покажеме дека и после изборите продолжува животот.